занимаваме исклучиво со двата клучни закони во случајов, кои треба да придонесат за имплементација на пресудите. Меѓутоа, повеќе се занимаваме со тоа како Европскиот суд за човекови права ги оценува реформите кои ги спроведува Република Македонија и дополнително на тоа какви пак реформи предлага во своите пресуди. Оваа анализа ја направивме со детално прегледување на сите пресуди донесени од страна на Европскиот суд за човекови права до крајот на декември 2012 година. Понатаму, значајната улога што има невладините организации при имплементацијата на пресудите е уште една причина за која се решивме да оваа анализа биде издадена во рамките на едицијата. Многуте невладини организации низ Европа кои водат стратешки предмети придонесоа за тоа да се зголеми почитувањето на човековите права во одредени сегменти, особено да се подобрат условите во затворите, почитувањето на слобода на изразување, на здружување, особено за невладините организации, пристапот до информации и други слободи и права. Меѓутоа, ваквите промени кои ги направија невладините организации немаше да значат ништо доколку последователно на ова не се дадеше фокус на како пресудите се имплементираат на терен, каква реално влијание има кои ќе бидат донесени. И во оваа сфера, според нас, невладините организации треба да имаат значајна улога, а тоа е или да прават одреден притисок врз властите за тие да ги спроведуваат одлуките на Европскиот суд за човекови права, или кога властите се заинтересирани за имплементација на пресудите, невладините организации да бидат на одреден начин да даваат соодветна асистенција на властите.